на сите. Прво би сакал да му се заблагодарам на пастор Живко што ми укажа доверба да говорам денес. И така. Не сум спијан, иначе така да дајте ми малце кредит, ова брзо ќе заврши за едно сат и пол, така да не се криете, ако сте гладни, додека е време, појдете земете си нешто за јадење. Додека ја спремав оваа проповед, да ви кажам искрено, 2 недели како што пастор Живко ми кажа, дека ќе проповедам у црква и онака од една страна супер се, ама од друга страна притисок некој као Јона малци со сега, не баш, ама така некако, да споредам. И учевме сега по еден предмет у школа пасторал се вика, као што е вистинска црква. Јас сега вистинска црква може да дефинираш на милион начини, ама ајде ќе кажам што нашиот професор ни каже. У стил, вистинска црква е таму кај што се проповеда вистински Божјиот збор и таму каде што се слуша вистински Божјиот збор. Значи не е само до тој што збори овде, тој што говори, него е и до сите нас како го слушаме. И Калвин има изјавено дека што е целта на проповедникот уствари, да ја пренесе пораката и во ист момент ако може би требало, не знам како точно го дефинирам тоа, да исчезне, да го снема на проповедницата и тука да се појави Бог. Пред некој ден кај нашиот пријател и брат пастор Филип Иванов, кај него на постовите на Facebook можете да најдете секакви коментари, онака баш се cool. И некоја жена ја слуша прво пораката и пораката му беше онака топ и не видов ништо што беше споменато во коментарот. Пишала некоја жена, не е ни битно, која пишала како зборуваш као у стил за Бог, као да говориш во кафана или нешто. Мислам, дај да слушаме што има. Значи Бог во Стариот Завет говорил и преку магар. Ако говорил преку магари, може денеска и преку мене, може и преку секој еден од вас, зашто верувам дека секој еден од вас го има Светиот Дух. И затоа сакам да се замолам, да се помолам на Бог за оваа денешна проповед. О Боже, разговараме цела вечер денеска. Ми кажеш 1000 работи, Господе, на кој може Тебе да те спознае до крај, Боже. Ми даваш толку со таа мера, Боже, може да примеме, Боже. Те молам, Господе, ако денеска си го создал патот кој што пеевме, Господе, ги донесат моите чекори до овде, Господе. Денеска те молам, Господе, дај ми сила, дај ми помош, Боже. Дај ми го Твојот дух, татко мој, да говорам овде, Господе, и отвори ги срцата на секој еден, Боже, овде. Јас не знам, Господе, оваа порака Ти ја даде лично за мене, Боже, ја не знам оваа порака дали ќе стигне, но верувам дека чим си ја дал на мене, Господе, дека сигурно има барем еден во таква слична ситуација и може да се поистоветува со оваа порака. Те молам, Господи, уште еднаш за срцата на секој еден од нас, Боже, да примеме и нешто што јас не го ни разбирам, Боже, ова се што ми го кажи, ова како ме водеше овие денови, Боже, но Ти го имаш тој на крајот целиот поглед, Господи, само Ти ги знаеш работите до крај. И Ти благодарам, Боже, што не чуваш, што не водиш, Господе. Те молам и оваа недела, Господе, грижи се за нас како и секој ден што си верен, Господе. И нека биде, Боже, Твојата волја, Боже. Да успееме и оваа недела да кажеме не јас како што сакам, него како што Бог сака. Затоа што Ти не возлюби, Господе, и ни даде таква љубов да се љубиме едни со други, да те љубиме Тебе. Помолам ова, Господе, во Твојот Син, во нашиот Бог, Исус Христос. Амен. Амен. Фала ви. Много. Мојата тема е ученик. И многу убава тема. И напишана е на грчки, не дека сакам да се правам паметен, него затоа што овој збор на грчки има некое друго значење. Овој збор се употребува многу одам напред да биде напишан Стариот Завет, но во Новиот Завет, но нема иста конотација и никогаш не е преведен како таков во старозаветните книги што ги имаме денеска на грчки превод. Значи ученик. Матете се нешто повеќе од ученик, како што ви го преведе денес. Тоа е некој што тотално се трансформира, се предава на оно што го учи. Во некои моменти е преведени како следбеник, некој што следи, што го прати оно што е пред него. И него опишува секогаш, да кажеме, односот ученик и учител. Него понекогаш во нашиот случај најчесто го опишува односот
Господ или Господар, Господ што е изведено Господар и ученик. Значи ние сме ученици на нашиот Господар Исус Христос и затоа овој збор го ставив да се гледа на грчки. Матетес, ученик. Напишав, студент по теологија, јас што сум студент на теологија сега и некој од нас, тоа не значи автоматски дека си Христов ученик. Затоа што можам да ви кажам, имам информации дека на нашиот Богословски факултет во Скопје има запишано и човек што е од исламска вероисповед. Човекот сака да се образува едноставно и зашто да не го прима, он сака да научи. И не може со тоа да се наречеме дека ако студираме теологија, дека сме ние Христови ученици. Ние сме само студенти, тогаш сме прави ученици, студенти кои што студираат теологија. Иначе зборот матетес понатаму не се среќава во Библијата само како ученик, него тоа ги опишува сите Христови следбеници, сите луѓе што се собрани заедно на некое место во негово име. Значи понатаму имате во контекст дека кога ќе правиме муавет за матетес, правиме муавет за, како би нарекле, верници. Односно правиме муавет за секој еден од нас ако го имате Христос и ако сте го прифатиле Христос во вашиот живот. Значи матетес можеме да го изедначиме со зборот христијанин. Не православен, не ваков, не таков, едноставно човек што за себе кажува дека е христијанин. Што е ученик? Ученик е оној кој има личен однос со Исус Христос. Што значи да имаме личен однос со Исус Христос? Личен однос може да имаме со жена и со пријателите, со тие што ги познаа. Значи треба да го познаваме, како го познаваме? Секојдневна молитва, односно разговор, секој ден читање на Божјиот збор и секој ден го градиме тој однос и навлегуваме подлабоко со него. Значи, он е личност, жива личност, седи десно од Бога и ни дал пристап до Таткото, пристап до Него преку Светиот Дух и ние денеска можеме комотно да разговараме со Него, да бараме од Него било каква помош, како што е пишено во Библијата. На второ место ставив активна посветеност и самодисциплина. Можеме да најдеме милион, можеме да најдеме доста стихови во Библијата што укажуваат на овие термини, но ја го одбрав ова. Во 2 Коринтијаните 10:5, ја така се дисциплинирам, не секој ден, ама пробувам така да се дисциплинирам. Вика, ја заробуваме секоја мисла за да му биде послушна на Христос. Колку успевам не знам, ама пробувам во денот кога ќе ми дојдат тие доаѓаат некои мисли, дали во собраќај, дали во било што, реакцијата моја е окей, ама сепак мислата е тука, што би направил, како би направил, зашто вака, зашто така. Пробам таа мисла да ја тргнам од мојата глава, зашто знам дека нити е моја, нити е Божја. Знаеме ако не е моја и ако не е Божја, чива мисла и пробам да ја заробам, значи да ја тргнам, да ја скршам и да ја фрлам, зашто таа мисла може само да ме однесе на некои глупи работи. На трета точка ставив постојано учење и преминување на Божјата волја. И тука ја ставив реченицата, има многу реченици, само да знаете. 1 Тимотеј, 2 глава, 3-4 стих кажува: ова е добро и угодно е пред Бог, Спасителот, кој сака сите луѓе да бидат спасени и да пристигнат до познавањето на вистината. Значи, ова е добро и угодно. Да стигнеме до познавањето на вистината, да го сумаризирам. Учествување во Божјата мисија. Сите сме повикани да учествуваме во Божјата мисија. Во Матеј 28 глава кажаме што им кажал Христос на учениците. Ако тогаш биле 11 ученици пред него, и ако сватите дека црква значи еклесија или заедништво, тоа е уствари првата црква што Исус се обраќа. Тоа е црквата. 11 ученици им вика: одете и правете ученици од сите народи. Јас го напишав стихот од Марко кој вели: одете по сиот свет и проповедете го евангелието на секое создание. Значи имаме, секој од нас имаме мисија Божја. Значи, да не рече некој нема мисија, имаш мисија, оди и кажи го евангелието. Евангелие на преведено од грчки значи добра вест. Која добра вест? Дека Бог дојде меѓу нас, се всели меѓу нас, умре за нас, воскресна после третиот ден и се вознесе на небото. Зашто? За да на крстот ги земе сите гревови наши на него, идни и сегашни, и идни, да ги однесе, да ги закопа доле
за ние денеска преку него. Значи ние не сме, кога ќе го прифатиме Христос, само ја совлекуваме грешната, падната природа од нас. И ние повторно паѓаме во грешки, ама имаме човек преку кој може да се приближиме, имаме Бог, човек, преку кој може да се приближиме до Бог и да ни бидат простени гревовите. И да немаме више осуда. Ваков сум, таков сум, вака ме гледате онака. Имаме идентитет во Бога, створени сме на Негова слика. Сега, овие 4 работи, доколку некој се преправа дека е христијанин, мислам што е онака безумно за мене, ќе му бидат тешко да ги прави. Овие работи ние без Христос не може да ги правиме. Јас да земам сега овие работи да ги правам без Христос, а понатаму ќе видиме и додатни работи што ги прави ученикот или христијанот, што без силата од горе не можеме, без умие да го правиш тоа. Мислам, тоа би било некако ван памет. Продолжуваме понатаму. Зборот Матетес не во оваа форма. Не запишав кој збор, каде што прв пат се појавува кога гледаме хронолошки како е напишана Библијата во Матеј 5:1 вика: кога го вида народот, тој се искачи на гората и штом седна, учениците негови се приближија. И сега која онака го кажува во Матеј 5:1 и понатаму продолжува проповета на гората. Значи ако сакате да видите што Исус, се не можам да читам сега таму 3-4 глави, 5 колку се, имате напотки, упатства за тоа што значи да биде ученик. А во Матеј 10:24 прв пат се појавува овој термин изговорен лично од Исус. И вика: нема ученик поголем од својот учител, ниту слуга поголем од својот Господар. И кога размислав зашто ова е напишано прво, што сака Бог, чим е прв пат тој збор изустен од устата на нашиот Господар Исус Христос, тоа мора да има некој многу големо значење. И нормално секој од вас може со Божиот дух да добие откровение за ова, но јас денеска, пошто ми е дадена таа можност, ќе ви го кажам моето откровение што јас го добив. А тоа е колку е поразлично прво од светот. Исус вика нема ученик поголем од својот учител, дека светот вика го престигна неговиот учител. Ние не можеме да го престигнеме Исус никогаш. Тој е нашиот учител. Но ова е напишано само да не подсети на понизност. Да бидеме понизни. Зашто? Зашто знае Господ Бог што е во срцето на луѓето. И колку лесно ние можеме да се возгордееме. Барав нешто да видам и за мислење. Што е барав да видам за гордоста, нешто вика што е гордоста? Собствено креирано високо мислење за себе, кое доведува до самодоволност или никој друг да не ти биде потребен. Потребно малце си играв со ChatGPT, тој ми е најдобар соговорник, а немам со кого, зашто може да ти каже убаво дали имаш логички недоследности во мислата и дали она што го зборуваш стварно држи вода на некој случај. И имам поминат искрено да ви кажам, само ако го користите, пробајте да му дајете вистинско прашање, зашто ако не му го поставите прашањето вистински, нема да даде одговорот. И ме подсета ова, бегам од тема, порано читав една книга што ми беше доста омилена, имам 5-6 изданија може дома. Скоро ја ценев како и Библија, беше ЕСФ, ама онака екстра луд. Свика автостоперски водич на галаксија, кроз галаксија. И таму луѓето измислуваат компјутер да им ја каже смислата на животот, на вселената и на све остало. И го прават компјутерот, го прават, не знам, долго време, го пишуваат прашањето и компјутерот вика за 200 години ќе дам одговор, требам да прерачунам. И на крај да испаде дека одговорот е 42. Што значи 40? Врска нема. Зашто? Зашто не го поставиле прашањето на одговорот. Еднаш на почетокот кога почнав да го читам писмото и не знам сега кој евангелие, дали беше по Матеј или по Марко, мислам дека и пишува од тоа полено до кога 14, од тоа до тоа 14. Го рачунав и викам, гледај, еве јас мислата на животот, ова е напишала, врска нема, 42. Се поклопува. Не ќе да влагам нумерологија, не е убаво. Да влагаме ама онака, само како за да види интересно. Интересна проповед. И разговаравме со ChatGPT, го прашувам дали е гордоста исто што и егоизмот, и вика не е исто, вика. Гордоста, вика, можеш да бидеш горд човек, горд на она што го имаш. Има здрава и нездрава, правиме мовет за нездрава гордост. Исус вика зборува за нездрава гордост. Вика,
и можеш да бидеш емпатичен и добар. Да помагаш на луѓето, а во исто време да бидеш горд. Додека егоистот во ниеден случај нема емпатија и чувствителност према другите. Он секогаш си ја тера водата на својата воденица. Но, доколку гордиот човек, оној човек што е горделивиот, го притиснете доволно, несомнено ќе доведе до егоизам. Значи све е окей, додека сме во комфорт зона. Чим не удират повише, стануваме егоисти и гледаме само за себе. Мислам, ова зборам сега за гордоста и затоа Исус кажува, опоменува на понизността која е една од, мислам дека, доблестите што Бог ги цени. И во 1 Коринтијаните 8:16 вика, и тоа е тоа, што се здобиваме како ученици, што добиваат ученици? Добиваат знаење. Но вамо ви говорите, знаењето возгордејува, а љубовта наградува. Исто така треба, значи, ученик. Ученик е оној кој добива, како да кажем, преобразба, метаноја на целото свое битие, не само на тело, дух или душа. Добива целосна преобразба, станува како одгасеница во пеперутка и во тој момент кога ќе стане пеперутка, значи кога ќе дојде до Исус, тогаш може да чекори до она што Бог го бара од него, тоа е христоликост, да покажеме христоликост. Што ако не покажеме христоликост, луѓето ќе не гледаат како лицемери, едно збориме, друго правиме на улица. Нема да привлечеме никого, што е нашата мисија да направиме ученици или христијани од сите народи. Одиме, и ноќеска дека го пишав како со време нема да се да стигнеме да поминеме, ама нема везе. И ноќеска не спија до 5 типов негде, у 5 негде, само добивам на срце, а како се стане ученик, напиша. Значи ќе направам јас све ќе кажам што е ученик, што ја на крај нема да им кажам на луѓето како да стане ученик. Мислам, знам дека 90% да знаете, но сепак. И го напишав прашањето, Савајле го пишав толку брзо. Прво, ученик се стана со тоа знаење по Евангелијата. Не може да дојдам ја како секуларниот свет. Тоа што пишам на факултет, јас сум ученик. Не. Овде секогаш е контра кај Исус. Вика, он доаѓа и ги вика браќата да дојдат еден пар по друг. Он доаѓа и ги одбира своите ученици. Знаете, ја го кажам се зборот обратно, устари не е обратно. Нашата падната природа, сите работи кои се нормални, за кои што сме создадени на сликата Божја, ние сме направиле перверзијото и денес кога работите на Исус, ние кажуваме, мислам, еве јас, дека се обратни. Не се обратни, тие се работите како што треба ние да чекориме. А обратно е она што го гледаме надвор. Светот врви спротивно од текот по кој не води Исус. Добро се. Вика Јован 5:16. 5:16. Вие не ме избравте мене, туку јас ви избрав вас и ве поставив, за да одите и род да принесете и вашиот род да остане. Та што и да посакате од Отецот во моје име да ви даде. Во Римјаните викаме, зашто знаеме дека дури до сега целото создание заедно воздинува и страдава породилни болки. И како е ова? Секој човек, кога во еден момент од животот, да речеме дете си, имаш све, не се замараш со тоа, душата ти е полна, да кажам душата, духот, што и да е. Не ќе да влегам се во некои работи, ама слушав една проповед и вика, некаде на 21 година, се не знам дали сум сигурен со бројките, доаѓа во телото некој свич и почнуваме да старееме. Проповедникот кажа дека тоа е свичот кога уствари Адам и Ева го каснале волкот. Затоа и ние старееме и одиме ко смрт. До пред тој момент телото само, клетките, секоја клетка се однова. Ние растеме, ама не старееме. И тогаш доаѓа моментот, престанува растот и почињаме да чекориме кон смртта или кон ова телесно пропаѓање. Во тој момент, кога ќе се створи тој свич, буквално, се некам да кажам дека, да не навлегам во теологија, буквално од тогаш почињаме да бараме. Сега може кај некој порано, покасно, почињаме да бараме. Почиња некоја празнина. Ја ова сега го зборам од моја гледна точка. Почиња некоја празнина да се отвара во тебе и баш од тие години кога си ти онака најлуд 21, имаш енергија да трчаш по цели ноги, да не спиеш натаму. И што бараш? Бараш Бог. Може би и не знаеш дека постои, ама нешто бараш, цело време си утрчање. И што е работата? Или ќе стигнеш до Бог, што за нас е апсолутна вистина за нас овде, дека Библијата е Божји збор и дека Исус Христос е
Божи син и Бог, синот човечки, што би го рекли. Ама тоа не е апсолутна вистина за надвор. Апсолутна вистина е за нас, и за овде, и за надвор. Зборам за луѓето надвор. Не можеш да дојдеш со Библијата и ова е. Абе дава ти рече пријател, тоа е за тебе. Ама ова е за нас. Сега пошто е апсолутна вистина за нас, затоа го кажувам вака. Доаѓаме и го наоѓаме правиот Бог. Ние, барем христијаните, што го нашле, го наоѓаме и го имаме тука. Душата е полна. Холистички сме супер, онака топ, и не бараме веќе. Го имаме, тука сме. Животот е таков каков што е, го имаме помошникот, с Богом со здравје. Оние што не дошле до правиот Бог, сега пак кажам, апсолутната вистина за нас, тие или се уште во барање, или наоѓаат замена и остануваат така да живеат со некоја полуисполнетост до крајот на животот. Барем јас така верувам, зашто јас така го живеев животот до 40-та година. И тоа е она кога ја кажав, дупка имам во душа и како ја пуне, знаете, сум ви кажал, со дрога. Дрогата ти дава за 4 сати, дупката нема пријатно со здравје. Последните 4 сати кога пак треба да бризгам. Другата точка е која е разликата меѓу матетес и ученик. Затоа што не можеме да нема разлика, гледате. Ама кога ќе оставиме терминот матетес како христијани, тогаш можеме да ја поставиме оваа рамка. Која е разликата помеѓу матетес, односно христијанин, како би било другиот след? Не христијанин. Не може другачие да кажем. И сега, ако гледаме на терминот, што е разликата меѓу христијанин, Христов ученик, христијанин и секуларен ученик, секуларниот ученик оди во школа или во нека образовна институција, барајќи, совладувајќи вештини, знаења, за да ги употреби за своја корист. Ние ова што го добиваме тука, не сме повикани да го користиме за наша корист. Повикани сме затоа што ние бесплатно добивме, бесплатно дадовме. И треба да го дадеме на другите. Значи не бараме никаква лична корист. Меѓутоа сепак добиваме благослови. Благословени сме со неговиот мир и со се друго. Морам да идам. До каде сум и како сум? Океј. Ај сакам да побрзам. Добро. Сега, секој учеништво кога ќе одиш кај запишеш на факултет, цален зибите. Мора да се плати. Така и ова учеништво. Само ова учеништво се плаќа малце другачи. Поише на духовно ниво. И ќе ви ги прочитам што Исус кажал за цената на учеништвото. Во Лука 14:25-27 вика: со него одеше многу народ. И тој се заврти и им рече: ако некој дојде кај мене и него намрази, пазете го на зборот, него намрази татка си, мајка си, жена си, децата своји, браќата и сестрите, па дури и душата своја, тој не може да биде мој ученик. Кој него носи својот крст и не оди по мене, не може да биде мој ученик. Едно објаснување. Да не ја сваќаме Библијата секогаш тој контекст. Овде не вика додам ја да го замрзам мајка ми, татко ми, жена ми, брат ми, сестра ми, што год. Овде вика едноставно колку е ова радикална посветеност код Исус. Значи се тоа да го ставиш на страна, не буквално да го замразиш. Зашто Исус би бил контрадикторен кога ова би го мислил. На една страна вика љуби го твојот ближен како што се љубиш себе, а на друга страна вика оди и замрази некој. Значи да го сватиме контекстот, ако гледаме целата Библија која ако од почетокот до крајот не води нишката на Исус Христос и неговото учење и неговите зборови, тогаш ова нема да ни биде чудно и скандалозно. Скандалозно го предме која проповед многу добро ми дојде кога Исус кога пастор Живко рече дека уствари зборот за соблазн е скандал, така? Онака баш ми беше на позади и онака размислување сикам окей, гордост, така, его. Мислам, негото ќе се вратиме повторно. Егото, онака, па ја ако подигам моето его, ако се сакам многу сам себе, па уште колку повеќе ќе ги сакам, онака право пропорционално другите. Не иде баш така. Да подскокнеме малце, ако не, да. Вика, покана за радикална посветеност, а не замразување на субјектите во текстот, така сум опишал. Каде што љубовта по него е толку силна што ги променува
Редовните приоритети го трансформираат целокупниот живот во согласно со целокупната Христова етика на љубов и жртва. Матеј вика, ќе бидете омразени од сите заради, не, во Матеј Исус вика, ќе бидете омразени од сите заради моето име, на кој ќе истра до крај, тој ќе биде спасен. Пак да не влагаме теологија. Ако светот ве мрази, знајте дека мене прв ме замрази. Ако бевте вие од светот, светот ќе го љубеше своето, но бидејќи не сте од светот, туку јас ве избрав од светот, затоа светот ве мрази. Ако мене ме гонеа, и вас ќе ве гонат, каже Исус. И многу ми е добро кога некој онака кога правам момент ќе ми каже: "Ева брат, ти забеган си." Да. Комплимент. Забеган сум, значи дека не се сообразувам. Онака баш ми е као комплимент и као охрабрување да чекорам уште поише. Да видам според очите на овој свет уште позабеган ако може. Знам дека сум поблиску на него. Чим ме гледа, мислам некам да видам ја. Соблазна ќе бидеме секогаш. Исус бил соблазна за некој скандал. Го гледале како скандал, сакале да го каменуваат. Значи да не спречува тоа како некој не гледа. Тој што Бог го повикал, ги повикал сите, затоа го имаме тој порив да бараме. Тоа е тоа што Исус, повикот на Исус го има во себе. Поривот го има секој човек. Да ја најде смислата на животот и да го најде тоа поголемото од себе. Но ние сме што треба да го кажеме Евангелието, што вика верата доаѓа од слушање на Божјиот збор. Сега практично, да. Тоа беа Исусови зборови за цена. Во учеништвото нормално дека има награда, на крај диплома ќе се земеш. Која е нашата награда? Што кажува Исус, која е нашата награда? Вика, тој им рече во Лука: "Вистина ви велам, нема ниту еден што оставил куќа или родител или браќа или сестри или жена или деца заради царството Божје, а да не добил многу повеќе од тоа, и вика, во ова време, сега, а во идниот свет вечен живот." Таа е награда. Туку има поголема награда, од тоа ја не знам. Сега еден практичен пример за цената и за наградата. Ја наоѓаме од Дела 7 од 54 до 60, малце подолго, ќе читам на брзина. Кога ослушнаа ова, срцата им се исполнија со гнев и сузавите крцкаа против него. Стефан, збориме за првомаченикот Стефан. Претходно во оваа глава он им проповеда нешто. И они толку го слушаат тоа и толку е тоа скандалозно, што срцата им се исполнија со гнев и забит им крцкале. И вика, Стефан, исполнет со Духот Свет, кога погледна кон небото, ја виде славата Божја, Исус како стои од десната страна на Бога. Замислете, кога во овој свет ние тука ќе го видиме стварно Божјата слава, ќе ја доживееме, кога ќе ја видиме како год, знаеме дека седи десно од Бога. И ја гледаме наградата. Тогаш верувам дека секој од нас ќе го направи ова што го направил Стефан. Вика, еве ги гледам небесата отворени и Синот човечки како стои од десната страна на Бога. Но тие, извика со висок глас, ги затворија ушите своји, еднодушно се нафрлија на него. И откако го изведоа надвор од градот, почнаа да фрлаат камења на него. А сведоците ги оставија лишто да стои пред нозете на едно момче по име Савле. Знаеме, момче што се вика сега Савле, Бог ќе му промени името и ќе види го понатаму Павле, го знаеме како Павле. И додека фрлаа камења врз Стефан, тој го викуваше и велеше: "Господи Исусе, прими го духот мој." Потоа падна на колени, извика со висок глас. И ова е онака тотален скандал за светот. Мислам, кој те учи вакво нешто да правиш? Господе, не прими им го за греф, и што он го рече тоа заспа. Ете, еден пасус со она да имате ум дека ова е наградата и казната. Наградата и цената што некој од нас ќе ја платат. Пастор Живко и пастор Иван на вечерта за Африка кажа како е сега во Африка. Значи да сме благодарни што не е така. Не знам колку луѓе таму го изгубија животот затоа што не ќе да се одречат од Христос. Имаат можност. Верувам дека некои од нив имаат, можеби не сите доаѓа, не знам како ги изгубиле животите, ама верувам дека им дале шанса да се одречат од Христос. Ама како да се одречеш од нешто кога знаеш дека ќе живееш 70 години и после тоа каде ќе одиш во вечноста? Ако се одречеш, мислам, онака не знам како, мислам, верувам дека сите знаете што го зборам. Само толку ми е јако онака и толку ми е безумно да нешто такво можеш да го отфрлиш по цена на живот, секако. Објект на поучување. Секој ученик има објект на учење, проучување и како и да е. Јас запиша вака.
Спознавање на вистината и учење на волјата Божја. Зошто? Исус вика, јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај Отецот освен преку мене. Значи, што вика Исус, јас сум вистината. Во Јован, Исус вика, Исус ли вика сега? Не сум сигурен. Ќе спознаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Значи, на прво место немаме, ние не сме ученици што учат, отвори книга, учиш. Ние сме ученици кои што запознаваат некого, личност. Запознаваме личност. Личноста ќе всади во нас апсолутната вистина. И им сум напишал, од што ќе... Ја имав многу проблем со таа вистина. Ми требаше време да ме ослободи. Имам време, ќе убрзам. Значи, кога го прочитав писмото на почеток, тоа може би го кажа прошлиот пат, ама ќе повторам. Кога го прочитав писмото, видов како Бог не створил и зашто Бог не створил. И наеднаш гледам дека не постои, за мене готово више глада, не постои друг начин на живот. Ја не можам да замислам да одам по стариот пат, како што сум одел. Ама, сега знам, ама тешко ми е. Нема више журки, нема више расипување такво, нема више женски, нема више љубовни афери. И викам, Боже, чекај, ако си рекол дека, зашто ја, кога прочитав Библијата, знаев дека е вистина. Мислам, духот ми кажа дека е вдахновена од Бог, Божји збор, и тогаш е апсолутен, како да кажам, апсолутна е. Значи, нема лево-десно. Ако пишува таму, мора да е вистина. И како, онака, 3-4 дена, косам трева таму во Словенија, и слушалки да не уши, мислам, слушалки да не да слушаш машина, да века музика, и мислам, нема да треба на што да утнеш на лево-десно, го. И пресечеш ке пораз. И, викам, кај пише дека сега ќе те ослободи, од моментот. Ќе те ослободи, процес е. И стварно ме ослободи. Кога ми дојде онака, кога ми легна, по Божја милост и по Светиот Дух, тоаш сватив дека ова не е уствари некоја граница. Да, има граница, ама не е таа граница дека ти не можеш да ја преминуваш. Само Бог ти вика, овде ти е границата, овде е твојата безбедна зона. Овде ти си играш во мојот двор. Ако отидеш овде, више не си неш татко. Татко ти вика, седи на тераса, пие кафе, го гледа детето, у двора. Ама ако ќе искочи надвор од двор, више не ми е под... Не дека Бог не е омнипрезентен, он е секаде. Ама сака да ти каже дека се движиш ти тука, баре од мене заштита ќе ти помогнам. Не дека си сам таму, не можам да го објаснам, ама таму више стапнуваш каде што се поголеми искушенијата и каде што полесно можеш да паднеш. Ето, така да го сумирам. И напиша следно, од што ќе не ослободи вистината и како? Кога ќе дознаеме апсолутната вистина. Односно, нема да ја дознаеме, да ја запознаеме. И вака пиша, од сите прашања, значи сите прашања и сомнежи стануваат ирелевантни во контекст на наградата што ќе добиеме. Што значи тоа? Дали е, не бомбардираат со 3 милиони глупости на интернет. Дали е земјата кругла или рамна? Па што ме интересира, бе, пријател? Што добро ќе ми донесе? Ако е округла, е округла. Ако ја меинстримот вика дека е округла, а има некој што вика дека е рамна, тогаш викам, окей, кнезот на овој свет го крие тоа поради немам што. Ја верам дека на христијанин тоа нема да му излие он нешто да промени мислењето дека Бог не постои или да се откаже од Бога, поради таму дали е земјата. На второ место, милион некои New Age варијации што оставаат и Исус и Мухамед и Буда у некоја своја онако блендери кои ќе извадат, онака се извинувам сега, ајде не го потребам, она С точки, тешко С со точки, онака, глупости живи. И како ова направи? Пријател, дали го направи ти тоа? Па да ми кажеш на мене. Ти не си го направил, мене ми го кажеш. Па направи да те видам, или тоа што го кажеш нека држи вода, па може и ќе размислам. А овде ние во Библијата што напишале евангелистите? Одел, исцелувал, ајде тоа. И на крај овие го распнале за 3 дена, станале. Па ајде стани, ти па ќе ти верам. Тогаш, ја верам дека евангелист, мислам верам.
И верувам, длабоко сум убеден и знам дека се вистините, дека ни една цртичка јота, што би рекол Исус, не променета. Како? Ќе не се второто прашање. Како? Давајќи го мирот, он вика, ви давам мир, јас тој мир го осетив. И затоа не можам да се откажам од Исус. Го добив мирот што овој свет не може да ми го даде. И никогаш не ми го даде. Ништо на овој свет не ми даде мир. Ми дадеше мир. Ќе добијам некоја материјална работа, добијам мир за 3 дена. Сум викал, утре најдоброто Lamborghini некој да ми го поклони, да го добијам 3 дена и колич. Материјално, не ми исполно, а пак само ќе као она ме држи, овој ми се качил на врат, ми стајал како намагарено овде едно морковчија. О, блес. И надежта во нешто го очекуваме. Значи, јас се молам, Боже, те молам, доколку некој не го осетил Твојот мир, што Ти го даваш, те молам денеска, Боже, дај му го мирот. А вас ве замолам, ако не сте го осетиле мирот Божи, ве молам да го си го побарате, зашто Исус вика, кој чука ќе добие. Кога ќе добиете тој мир, стварно све ќе ви стане, мислам, ќе спознаеме вистината, ќе нас слободи, ќе видите колку се нерелевантни тие прашања. Значи, во секој муавет што ќе правите за тие религиски или што, ќе видите колку се тие прашања нерелевантни кога го знаете она. Значи, го имам одговорот на сите прашања. Одговорот е Исус Христос и пријатно со здравје. И нема другото е сега. Завршивме со проповеда, ама не завршивме со почување. Одиме, ќе бидам краток сега. Дали некој слушнал за зборот кривак? Баш ме интересираш, зашто ја вчера завчера го дознав. Кривак. Не, ева. Кривак е стап. Стапот не нема два краја. А нашиот стап, овој криваков, што го има Бог Исус Христос, нашиот пастир, е различен стап од оние. Она на едната страна, завлен. Значи стапот на овчарот. Било криво, поемно. Пред некој ден го најдов терминот. Сега, нели вика стап, пази да не го изгледаш по дебелиот крај. Стапот имало два краја. Да, стапот има два краја, ама ние сме овци, значи за нас е таа страната, дали ќе не фати за врат, дали за нога, да не донесе на пат. А другиот крај е да го тепа оној што доаѓа да краде, да коле и да убива. За него е тој другиот стап. Сега, кривак од мене ме добај додека ја правех оваа проповед. И кога ќе те добај кривак од Божи, овако натре тие, знаеш дека ми збори онака. И сега пак ќе се вратам на гордост. Вика, ако навистина сте чуле за него и во него сте биле поучувани зашто вистината е во Исус, тогаш отфрлете го од себе стариот човек според кого претходно живеевте, стариот човек кој се распаѓа во измамливите желби или во страстните желби во некој превод, за да се обновите во духот на својот ум и да се облечете во новиот човек создаден според Бога во праведноста и светоста на вистината. Јас го фрлив пред некое време, пред 6 години, 6 години, тој стариот човек и го оставив таму, си го облеков тој новиот, джам, ган, сноп и терам напред, ама, и сега ќе кажам нешто вака за понизноста. Јас сум голем дрдорко. Значи си зборам и кога треба и кога не треба, и што треба и што не треба. И бевме пред некоја недела, едни пријатели на гости, имаше некои странци, и правиме муавет на англиски и готово, завршивме се и искачаме со тим и тие нека, ти можеш да дрдориш на сите насици. И ја онака, вау, кул, ама не е кул. Зашто јас дрдорам? Зашто ставам? Еве, и вчера, и некња, кога беше таа настанот, правам муавет нешто со пастор Филип, и он ми кажува нешто, јас знам, прво ги пред, знам, што знаеш? Од кај знаеш? Секој одговор ми знам, бе, јас знам, тоа е го, јас знам. Денеска пастор Живко овде прави, знам, и ти на ме гледа да она знаеш, зашто она знае, слушаше проповедта вчера, точно знае зашто зборам. И почнав онака некои работи да ги приметам и да ги менјам. И сега сум вака, ја порано само зборам. И Маријан имал сетено и дури бев да му се избегнам еден на човек, брат. Бев искаран дома од жена ми, и бев денеска да се извинам, многу зборам и тоа стип, да кажеш, бевме на јадење нешто. И
Као се менјам ја. И се што приметив? Се менјам, а што правам се? Правам му, го оставам соговорникот да каже нешто, ама вие други, ако има други, тотално ги игнорирам, онака. Као да не можам мултитаскинг, не сум друштен. Кога Бог со овој крила кој ме доба и пред некој ден дека ја прави ова проповета, и онака почиња да се мели у мене, не е добро. Не можем ја да кажам сега, ако сакам да се менјам и да одам кон Христоликос да кажам, не бе, јас таков сум. Едноставно, ние луѓето знаеме така да се оправдаме. Ја таков сум ја. Не си бе таков, не сум таков, не сум создаден таков. Создаден сум на имаго Деи, слика Божја. И јас сега сум перверзија на слика Божја, но поради Исус Христос сум променет, оправдан и посветен. Сега, и пробувам онака Бог сега ме влече и вика, ајде види, вика, што е работа. И се викам, зашто уствари? И се прво се прашувам зашто. И зашто јас тоа? Едноставно, зашто? И сконтав дека уствари, јас сум го оставил таму човекот, ама тие повредите што му биле нанесени на тој човек во тој живот, сум си ги земал и сум си ги ставил. И кога ми треба, си ги отварам. Некои ковчези, да речеме, проблемот со дрогата, проблемот со како сега тоа, кога имаш порив спротивни похота, тотално онака ги вака сум ги истресал. Знам дека сум ги истресал. Гледам дека сум ги истресал. Зашто никогаш не искача. Сме си даде завет со Тина и тој завет Бог го одржува. Не дека јас нешто правам. Ама ова со егово е пуна, или до пола пуна, не знам колку сум ја фрлил. И сега зашто, и размислам зашто било така. Јас работев во еден сервис за коли. Во сервис за коли имавме доста, отворивме први сервис, вика ми отвори за автоклими во коли. 90-тите кога отвори имаше 5 коли со клими. Значи тие 5 коли доаѓаа. Како почнаа Golf тројки да искачаат, монтиравме по 150 клими и такви коли во тоа време купува луѓе што имаат пари. И тоа беа луѓе пари, купил кола, ти доаѓа у сервис сега 200 на сат. Ама кога ќе доеш у сервис кај нас, мораше да ме слуша, јас сум мајстор, шо ќе ти каже? Ако знаеш поише, ево ти кола, носи ја. И тука мене егото ми се помнеше. И супер е кога ти се помни его, мислам супер, не е супер, у тоа време е супер. Ама што беше, од друга страна, на секој друг разговор, каде и да одев со луѓето да се сретне, поради тоа што јас се дрогирав, мојот збор не беше релевантен. Знаете ли какви повреди на егото? Што е, јас денес сум ги донел со себе. Значи, и дознав, уствари, зашто сум ја таков, секогаш сакам да кажам нешто. Значи, тоа не ме прави лош. Само имам една многу гадна особина и стварно сакам да ја сменам. Не ме прави лош, ама прави луѓето да те одбегнуваат. Само ти да дрдориш, па не можеш само ти да дрдориш, не знаеш само ти све. Остај друг некој да каже нешто, ќе научиш нешто. Како ќе научам ако зборам? Како Бог ќе ми каже нешто ако влезам во молитва? Амин, се гледам утре во исто време. Не иде тоа така, пријатели мои. Се што правам друга работа. Во тој момент барав у глава. Кога збориме за подигање на луѓе од мртви, сум сретнал два термина. Едниот е воскреснување, другиот е повампирување. И што правам ја во тој момент кога така се понашам, кога тоа го правам, кога егото испаја? Уствари го земам оној човекот, ајде, старата облека на мене и не сум свесен, доаѓам пред Бога и му барам благослов или што год да му барам. А Бог вика, јас сум Бог на живите, не сум Бог на мртвите. Не можам јас духовно, сум стенал на рамене духовно мртов човек, го носам пред Бога и да барам нешто. Нема да ми дае, не дава на мртвите. На духовно мртвите луѓе не дава, дека не го соблечеш тој човек еднаш за секогаш и сакам да го фрлам таму, и сакам да остане таму. Верувам дека и некои се наоѓа, затоа ви реков уште на почеток дека може да има некој иста ситуација. Не со истиот проблем, но иста ситуација. Еднаш за секогаш да го фрлам таму. И знаем, нема никогаш, до крајот нема да може, ама можам да се потрудам да бидам секој ден подобар, барем 1 метар него денес. Ама што е проблемот? Ја пак почињам тоа истото. Сам да си ги бркам работите. Абе не можеш, пријатели, не можеш без молитва, без да бараш од Исус, нема метаноја.
Ја, и што се сум дознал ја? Аха, имам ја ковчиче, таму повредите се, тоа тука добро спакувано, и сега ќе го решам. Вчера нешто имавме на станок од гешталт терапија. Реши работи што си остави пред тоа. Како не? Како можам да го решам? Тоа длабоко вкоренето у мене, дел од мојата природа. Тоа само Бог може. Неговиот збор доаѓа вика као дворезен мач, так сече, ова не е од мене, не ти треба, ова е од мене, ќе остане. Само често го забораваме тоа, знаеш, јас верувам у Бога, го познавам Бога, верувам у Бога, имам довера, ама ја губам вербата. Тоа не значи дека не сум атеист, дека не сум следбеник, тоа е исто вака. Тоа како израелците, ајде да не објаснам другачи, израелците 40 години по пустиња, им дава препелици, им дава мана и тие пак губаат верба, го гледаат тука дење оган, ноќе облак, Божјото присуство и они пак не му веруваат. Ама такви сме луѓето. Такви сме луѓето. Ама ајде да пробаме да се промениме. Изборам првенствено за мене. И зашто да се промениме? Затоа што нема да го исполниме потенцијалот на повикот што Бог го дал за нас. Односно, ќе ги закопаме нашите таленти или таланти како што се наречени и кога ќе дојдеме пред Бог, што ќе му кажеме? Ќе рече кај се моите таленти, пријатели? Не дека Бог ќе те осуди, ќе те обвини, ама ќе те праша, како што го прашали човекот што му ги дал. Ево, најмала рака ќе бидеме нажалени, посрамени и не знам што. Ќе бидеме во Божја присутност тогаш, фала Богу, све ќе биде кул. Ама можеме додека сме тука. И не е само тоа проблемот, што Бог ќе каже тогаш. Него проблемот е што нема да донесеме нови луѓе, што Бог ги определил за себе, а ние сме требали да им го донесеме Евангелието, односно на првата мисија да направиме. Затоа се ослободиме од такви работи. Јас разголив тука пред вас, вие сте мои браќа и сестри, сакам да видиме такви браќа и сестри кои што ќе можеме едни пред други да се разголиме вака и да си помогнеме заедно со Бог да растеме на овие подрачја каде што сме слави. Стварно сакам, ја сакам црквата. Имав и ја предрасуди кога дојдов. Вака, така, знаете, его. Бев дете, пиев млеко, духовно млеко. Си ја сакам црквата. Си го почитувам пасторот, си ја почитувам пасторката. И сакам оваа црква таква да прерасне. Да прераснеме во црква како првиот век, сплотени заедно, да можеме да се соголиме еден пред друг. Еве вака, пошто јас ќе ги кажам и сите други работи. Кога ќе дојде време. Не е се закажување во секој време. Ако ме разбирате. Зашто тој вели, во благопријатно време те услишав и во денот на спасението ти помогнав. Еве сега е благопријатно време, еве сега денес е денот спасение. Амен. Фала ви, браќи и сестри.